Градот полн на граѓаните во трка со времето. Ги користат последните часови пред дочекот на новата година за да испазарат. Преполни со купувачи се трговските центри, маркетите, продавниците, пазарите, месарниците. Се купуваат храна и пијалоци за празничната трпеза, но и подароци во 5 до 12 за роднините и пријателите, како и пакетчиња за децата. Секој купува по нешто зависно од длабочината на џебот, сепак како да изостанува во обичаената новогодишна еуфорија. Граѓаните кои застанаа пред камерата на Алфа велат дека дочекот ќе го поминат во домашни услови многу поскромно отколку претходните години. Едноставно, платите изгубија добар дел од вредноста, а цените се превисоки за стандардот. Цените огин. Што купивте вие? Припрема за руска салата, за нешто мефце, така, печено. И можете ли да се дозволите прече како и другите години? Не, ма домашен амбиент може. Има ли некои попусти на цените? Нема. Има лепче, другото е купено и се чека. А за трпезата како се движат цените, што купивте? Па има и свинско, има и прасечко. Тоа е. Се намалија ли цените последна недела? Малку да. Специјално за нова година ништо. Со што ќе дочекате новата година? Што ќе има на трпеза? Што се нашло дома? Мислите дека просечно семејство не може да си дозволи дочека како изминатите години? Надвор од дома? Ни случајно. Попусти, шо? Попусти, колку ти е чергата, толку. Попусти. Може ли да се каже дека дочекот годинава е поскромен за разлика од други години? Па сигурно, не се чувствува таа еуфорија нешто. Трговците тријат раце, задоволни се од неколкудневниот промет во пресрет на новогодишните празници. Сепак признаваат, со години немале толку лоша заработка како годинава. Без парицата се гледа на сите страни. Велат дека се потрудиле да ги намалат цените, но едноставно џебовите на граѓаните се се попразни и купуваат се помалку. Цените стандард како порано, немат луѓето пари. Тоа е. Помал е прометот за разлика од други години? 100 пати. Се е заради цените? Да. Немат пари луѓето, не заради цените. Цените се ефтини, 3 кила стотка мандарината тие. Портокалот исти цени, еве последните 5 години исти цени држат. Ама нема пари, ни Нема пари нормално, да. Другите трошкови се зголемени и тоа е. Платите останаа на исто место. Добре, има работа. Фала Господ. Се троши. Во однос на другите денови купуваат ли луѓе во повеќе? Денеска да. Денеска да. А во однос на други години? Друга година како порано што бил. Не, Многу е намален прометот? многу. Зошто? Заради цените, заради инфлација? Цените се. До цените е работата. Со пристојна празнична трпеза, но и со испразнети џебови, поголем дел од граѓаните ќе ја дочекаат новата 2023 година. Иако кризата удри врз семејниот буџет, сепак се оптимисти и веруваат дека следната година ќе имаат повеќе среќа, здравје и берикет.